Градежништвото останува двигател на економскиот раст во земјава. За годинава се очекува овој сектор да испорача растот над 5%. Состојбата со пазарот на недвижности во моментов е стабилна, смета Роберт Хот, председателот на Градежната комора при Сојузот на стопанските комори. Но доколку нема брза раздешница на политичката криза, овој позитивен тренд ќе заврши, сметаат од Градежната комора. Моменталната политичка криза, која што ние машки, што се вика, ја издржуваме до сега како градежен сектор и бележиме раст. Не се знае уште колку ќе можеме како градежништво да издржиме, затоа што не знаеме до кога ќе трае сета оваа политичка нестабилност и само што можеме, бидејќи тоа е единствено нешто што ние можеме, е да апелираме час поскоро да се реши политичката криза, за да можеме ние да може градежниот сектор и понатаму да се работи својата работа и да остварува успеси како и до сега и да биде двигател и понатаму на економскиот раст во Република Македонија. Инаку од 28 овој месец до 4 март ќе се одржи саемот за градежништво. 300 компании од градежниот сектор ќе ги представат своите производи. Градежни материјали, механизација, продажба на станови се производите кои се најбарани на најпосетуваниот саем во земјава, велат од Скопското сајмиште. Секоја година саемот за градежништво го посетуваат околу 15.000 лица. На саемот градежништво ќе се нудат и продаваат производи и услуги за одржување, модернизација, реновирање и опремување на објекти и имоти. Исто така би сакала да напоменам, во делот на саемот на недвижности, Real Expo оваа година верувам дека ќе имаме најголема понуда на станови кои што компаниите ќе изложат пред посетителите. Инаку на овој 14-ти саем за градежништво посебен акцент ќе биде ставен на енергетската ефикасност. Ќе учествуваат лиценцирани фирми за енергетска контрола од цела Македонија, фирми кои што сака да учествуваат и да се промовираат, а со основна цел да ја приближиме енергетската ефикасност до компаниите, до приватните лица и до сите оние заинтересирани кои што сакаат да намалат трошоци за енергија, но исто така и кои се мотивирани да се намали загадувањето во земјата, а и да се согледа моментот на социјална одговорност во која што големо учество мора да има енергетската ефикасност. Последниот квартал од ланската година градежниот сектор оствари раст од 30%, а растот кај градежништвото според упатените се должи на градењето патишта од страна на државата. Државните капитални инвестиции имаат раст од околу 20%, а нискоградбата над 80%.